Врсничкото насилство и булингот одредовна се преселија во онлайн настава, а и воопшто се доста изразени на сите онлайн платформи, до кои децата имаат пристап. Изборовите повредуваат. Ова е слоганот од кампања против булинг во училиштата со кој првата детска амбасада меѓаши во 2020 година се обиде да ги предупреди граѓаните за сериозноста на врсничкото насилство. Ана Битолјану од Мегеши вели дека ја лансирале кампањата со идеја да го направат повидлив проблемот за врсничко насилство. Продолживме со кампањата оваа година во автобусите на јавно сообраќајно предпријатие, ги емитиравме сите кратки филмчиња кои што се однесуваат, рачунајќи дека и тоа е еден од просторите каде многу често се случува булингот. Иако без разлика сега со коронава и со префрлувањето на онлайн, можеме да очекуваме и се појавува зголемен сајбербулинг онлайн насилство. Да ги слушаме внимателно децата и да препознаваме што ни зборуваат, а истовремено да ги охрабриме децата кои што се сведоци, наблюдувачи, да го пријават врсничкото насилство, истакнува Битолјану. Најчесто децата жртви на насилство се деца кои што отскокнуваат на некој начин од некоја рамка, од некој вообичаено. Може да биде и многу високо дете, и многу слабо дете, и дете кој што е добар ученик, и дете кој што е послаб. На било кој начин нешто што дава чувство дека може да му се случи насилство. Откако се префрлија училиштата онлайн, децата најголем дел од времето го поминуваат таму. Воедно тоа е простор во кој најголем дел од возрастните и наставниците немаат увид. Ниту самите наставници за време на наставата, ниту родителите поради работните обврски или недоволно познавање на технологијата. Бара постојано ослушкување и внимавање што се случува, и тоа што они знаат да користат технологии не значи дека може да ги користат на соодветен начин. Им треба поддршка од возрастните за да можат во тие кревки години на формирање да препознаваат вредности, да градат поинакви односи, да даваат поддршка на други, а истовремено да се заштитат и себе си од се тоа што се случува. Мегеши постојано упатува директни пораки, совети и препораки до родителите за тоа како да се спречи врсничкото насилство и булинг. Да го гледаат и да го слушаат своето дете. Квалитетно проминато време со однос на детето е исто клучно. Не мора да биде многу време, да биде физички во часови, меѓутоа време во кое што родителот стварува врска на доверба со своето дете за да може да реагира или да биде првата особа на која што детето ќе се обрати. Врсничкото насилство не е еднократен инцидент што нема да се повтори. Пријателска расправија или несогласување, случај или ненамерно нанесување болка. Врсничкото насилство е облик на агресивно однесување, што трае подолго време, се повторува и е насочено кон едно лице.